36-годишниот волонтер Джейсон Райнт од Бермудите ги учи вооружените сили на Украина на основите на тактичката медицина. Just looking for something to do, or I wanted to help. Барав нешто да направам. Сакав да помогнам. Поминав дел од тоа време на обука на регрути. 2 години бев лекар, потоа работев и во единица која работеше со полицијата. Райнт е поранешен член на одбранбените сили на Бермудите, самоуправна британска колонија на Атлантикот. Кон крајот на мај, тој пристигна во Украина на покана на хуманитарна група со седиште во САД. Kharkiv, Kramatorsk, Odessa, Mykolaiv. Кога е во Киев, Джейсон предава тактичка борбена грижа за жртви во Украинскиот центар за обука на доброволци. Од крајот на март, овој центар научи повеќе од 7.000 луѓе на основен курс за предмедицинска нега. По овој основен курс, тие може да поминат уште еден курс и да аплицираат за медицинско лице. Ваквата обука помогна да се спаси животот на 30-годишниот војник Ентони, кој не сакаше да го каже своето презиме. Како американец, тој го напуштил Њујорк во јули, за да се приклучи на меѓународната легија во регионот на Донецк и беше ранет во стапалото и лактот. Решив дека сакам да помогнам. Едноставно е ужасно тоа што го прават русите овде. Бев во Маринскиот корпус 9 години. Бев артилериски наблюдувач, распореден во Ирак и Авганистан 3 пати. Сега тој се опоравува во болница во Киев. Тие навистина добро се грижат за мене. До сега имав 7 операции. Сега во моментов имам физикална терапија 3 пати на ден за да ми помогне да го вратам движењето. Ентони е убеден дека Украина ќе победи и вели дека се восхитува на храброста на украинските војници. На бојното поле тие се јаки војници, не можеш да ги поразиш. Ентони се надева дека ќе ги поседи своите роднини во Њујорк за Божич пред да се врати во Украина. Тој исто така планира да се врати во Украина по зимскиот одмор. Вели дека овде сретнал многу американски доброволци кои ќе продолжат да ја помагаат на Украина.